Почитувани колеги, наредна вежба која ќе ја обработаме е аудиториската вежба 4.2, а се однесува на интегрирањето на функции со помош на тригонометриски смени. Првиот интеграл кој што ќе го решиме од оваа аудиториска вежба е следниот. Интеграл dx врз квадратен корен од 8 плюс 2x минус x на квадрат. Во овој интеграл ќе ја искористиме оваа смена. X е еднакво на a синус t. Претходно, изразот кој што ни е под коренот ќе го доведеме до ваков облик, за да може да ја примениме оваа смена. Имаме интеграл од dx врз квадратен корен од 8 плюс 2x минус x на квадрат е еднакво на dx квадратен корен од 8, сега тука додаваме 1 и одземаме 1, останатиот дел го препишуваме, плюс 2x минус x на квадрат. Ако во изразот додадам и одземам 1, како да сум додадал 0, односно изразот останува непроменет. Имаме интеграл од dx врз 8 плюс 1 е 9, ќе извадам 1 минус пред заграда, па ќе имам минус x на квадрат, минус 2x, минус по овој минус ќе го даде овој плюс тука 2x. И плюс 1. Минус по плюс 1 дава минус 1. Да забележиме тука дека имаме размиен бином на квадрат. Имаме dx врз деветката може да ја запишеме како 3 на квадрат, а тука рековме дека имаме бином на квадрат, имаме x минус 1, сето тоа на квадрат. Да се навратиме на оваа смена тука. Да воочиме дека а ќе ни биде 3, ја воведуваме следната смена. X минус 1 е еднакво а синус t, во случајов а ни е 3, синус t, оттаму dx ни е 3 косинус t, дете како ова се добива, бараме извод од левата страна, извод од линеарна функција, каде што коефициентот пред линеарниот член е 1. dx е еднакво на извод од десната страна, имаме извод од 3 синус t, тоа е 3 косинус t по променлива t. Наредно, ја воведувам смената во овој израз тука. Па, прво интеграл, наместо dx имам 3 косинус t dt, 3 на квадрат, минус, да воочиме, x минус 1 е 3 синус t, па имам, наместо x минус 1 3 синус t, сето тоа на квадрат. Продолжувам да решавам интеграл. Тоа е еднакво на 3 косинус t dt, ја враќам, односно ја квадрирам оваа тројка, 9 минус 3 синус t на квадрат е еднакво 3 на квадрат по синус на квадрат t, односно 9 по синус на квадрат t. Понатака имаме интегралот 3 косинус t dt, значи тоа што е во бројителот останува исто врз квадратен корен од. Сега во квадратниот корен може пред заграда да се извади 9, останува 1 минус синус на квадрат t. Сега ќе го искористиме основниот тригонометриски идентитет, односно идентитетот синус на квадрат t плюс косинус на квадрат t е 1, оттаму косинус на квадрат t е 1 минус синус на квадрат t, па сега наместо 1 минус синус на квадрат t, заменуваме косинус на квадрат t. Имаме интегралот 3 косинус t dt, квадратен корен од 9 е 3, значи ако имам под коренот множење, можам да го разделам множењето. Во случајот да имам корен од 9 по корен од 1 минус синус на квадрат t. Па така, квадратен корен од 9 е 3, по квадратен корен рековме 1 минус синус на квадрат t ни е косинус на квадрат
Т. Наредно имаме интеграл од 3 косинус dt врз 3 квадратен корен од косинус на квадрат Т е косинус Т, оваа тројка со оваа тројка се крати, косинус Т со косинус Т се крати, тоа е еднакво на интеграл од dt. Се доби табличен случај на интеграл. Интеграл од dt знаеме дека е Т плюс константа С. Последниот чекор во решавањето на оваа задача е да се вратиме во смената и наместо Т да замениме тоа што ќе го изведиме од смената. Смената која што ја воведовме беше x минус 7 е еднакво на 3 синус Т. Сакам од овај тука израз да го изведам колку е Т, односно аналитички да го представам експлицитно Т. Имам x минус 1 врз 3 е еднакво на синус Т. Инверсна функција на синусот ми е аркус синус. Па од таму Т, значи сега пишувам десната страна од лево, левата страна од десно. Т ќе ми биде аркус синус од x минус 1 врз 3. Да повториме, инверсна функција на синусот е аркус синус. Се враќам во интегралот, па имам аркус синус од x минус 1 врз 3 плюс некоја константа С. Со тоа, оваа задача е решена. Почитувани колеги, во оваа задача треба да го решиме следниот интеграл. Интегралот x на квадрат врз квадратен корен од x на квадрат минус 25 dx. За таа цел ќе искористам следната смена. X е еднакво на а косинус Т. Оваа смена тука е дадена во општ облик. Најпрво ќе го доведам изразот кој што е во именителот до овај облик. Па за интегралот имаме интегралот x на квадрат врз квадратен корен од x на квадрат минус 5 на квадрат dx. 25 го запишуваме како 5 на квадрат. Тука одма може да се воочи дека а е еднакво на 5. Смената која што ја воведуваме е следната. X е еднакво на 5 врз косинус Т. Значи, а ми е 5. Тоа го применуваме тука. Dx е еднакво на минус 5 врз косинус на квадрат Т по изводот косинус Т, тоа е минус синус Т, dt. Овај минус. Да напоменеме тука дека го искористивме верижното правило за диференцирање, кое што веќе треба да го знаете. Сега, оваа смена ќе ја воведам во интегралот. Но најпрво ќе ја воведам во изразот кој што се наоѓа во именителот со цел поедноставно разбирање на решението на оваа задача. За изразот во именителот имаме x на квадратен корен од x на квадрат минус. Сега може да запишеме наместо 5 на квадрат 25. Еднакво на. Потребно ми е да забележам и тука x на квадрат, но и тука x на квадрат. Од овој идентитет тука може да заклучиме дека, односно да изведеме дека x на квадрат е еднакво на 25 врз косинус на квадрат Т. Сега, наместо x на квадрат ќе запишам 25 врз косинус на квадрат Т. Имаме 25 врз косинус на квадрат Т минус 25. Во наредниот чекор, внатре во коренот пред заграда ќе извадам 25. Во заградата останува 1 врз косинус на квадрат Т минус 1. Во следниот чекор, квадратен корен од 25 е 5, па тоа може да оди пред коренот. Имаме 5 по 1 врз косинус на квадрат Т минус 1. Во наредниот чекор ќе го запишам изразот кој што е во коренот под заеднички именител. Имаме 5 по квадратен корен од косинус на квадрат е заедничкиот именител, тука имаме 1, тука косинус на квадрат
Т. Вториот член го множам и го делам со косинус на квадрат Т. Во наредниот чекор треба наместо ова израз кој што е во броителот да замениме синус на квадрат Т. Тоа е познатиот тригонометриски идентитет. Па ќе се добие 5 по квадратен корен од синус на квадрат Т врз косинус на квадрат Т. Наредно го коренуваме и броителот и го коренуваме и именителот. Па имаме 5 по квадратен корен од синус на квадрат Т е синус Т, квадратен корен од косинус на квадрат Т е косинус Т. Во наредниот чекор ќе ја воведам смената по променлива Т. Па ќе добијам интегралот наместо х на квадрат заменувам 25 врз косинус на квадрат Т. 25 врз косинус на квадрат Т. Врз наместо ова израз во именителот го заменувам и ова израз кој што го добив во претходниот чекор. Односно заменувам 5 синус Т врз косинус Т. Ни преостанува да замениме уште dx. За dx имаме 5 синус Т врз косинус на квадрат Т dt. 5 синус Т врз косинус на квадрат Т dt. Најпрво ќе ја следам оваа двојна дробка. Имаме интеграл од за броителот ќе добијам производот од надброешките членови или производот од 25 косинус Т. Имаме 25 по косинус Т, додека во именителот треба да го запишам производот на надрешните членови. 5 синус Т косинус на квадрат Т. 5 синус Т косинус на квадрат Т. Ова израз тука го препишувам. 5 синус Т врз косинус на квадрат Т dt. Да видиме што може да скратим. Синус Т со синус Т се крати, косинус Т можем да го скратам со косинус на квадрат Т и тука ни останува косинус Т. 5 може да се скрати со 5. 25 е константа и може да оди пред интегралот. Па имаме 25 по интеграл од во броителот имаме 1, додека во именителот имаме косинус Т по косинус на квадрат Т, што е косинус на трета Т д. Имаме константата ја препишуваме по интеграл во именителот останува косинус на трета Т, единицата рековме ќе ја замениме со синус на квадрат Т плюс косинус на квадрат Т и имаме dt. Во наредниот чекор, ова интеграл тука ќе го запишам како збир од два интеграли. Па, се добре. 25 по интеграл од синус на квадрат Т врз косинус на трета Т dt, врз косинус на трета Т dt, плюс 25 по интеграл од косинус на квадрат Т врз косинус на трета Т dt. Имаме конечно 25 по интеграл од синус на квадрат Т врз косинус на трета Т dt плюс косинус на квадрат се крати со косинус на трета Т и во именителот останува косинус Т, додека во броителот имаме единица. Плюс 25 по интегралот 1 врз косинус Т dt. Сега овој интеграл ќе го обележам со i1, додека овој интеграл ќе го обележам со i2. Имам 25 по i1 плюс i2. Во понатомашните чекори од задачата, одделно ќе го решам i1, одделно ќе го решам i2 и ќе се вратам во ова тука што ќе го обележам со звезда. Наредно продолжуваме со решавање на i1. i1 ми е еднакво на интегралот синус на квадрат Т
връз косинус на трета t dt. Това е еднакво на интеграл от синус t по синус t връз косинус на трета t dt. Ова интеграл ќе го решиме со парцијална интеграција. У избираме да ни биде синус t, се што е преостанато ни е dv, односно dv ни е синус t врз косинус на трета t dt. Како што кажавме, имаме u е еднакво на синус t, оттаму du е косинус t dt. Имаме dv ни е се што преостанува, синус t врз косинус на трета t dt. Па, веќе ни биде интеграл од синус t врз косинус на трета t dt. За да го решиме ова интеграл, ќе го введеме следната смена. m е еднакво на косинус t. dm е еднакво на минус синус t dt. Оттаму dt е еднакво на dm врз минус синус t. Заменуваме сега во интегралот, односно ја го введуваме смената. Имаме интеграл од синус t, наместо косинус t имаме m, па во именителот имаме m на трета, наместо dt имаме dm врз минус синус t. Овај синус t со овај синус t се крати, па ќе добиеме. Ова минус 1 може да оди пред интегралот, па ќе имаме минус интегралот dm врз m на трета, односно минус интеграл од m на минус трета dm. Ова интеграл е табличен, чие што решение е. Имаме минус пред интегралот, m на минус 2 врз минус 2. Ова е минус 1. И ова ни е еднакво на 1 врз 2m на квадрат. Легаваме кај парцијалната интеграција за поедноставно запишување, константата c ќе ја изоставиме кога ќе пресметуваме. Останува само да се вратиме во оваа смена. Наместо m да запишеме косинус t. Па v е еднакво на 1 врз 2 косинус на квадрат t. Следно се враќаме кај i1 и применуваме парцијална интеграција. Најпрво имаме u по v. U ни е синус t, v ни е 1 врз 2 пати по косинус на квадрат t. Минус интеграл од v по du. v е 1 врз 2 косинус на квадрат t, du е косинус t dt. Сега тука може да избришиме. Косинус t се крати со косинус на квадрат t и во именителот останува само косинус t. Па имаме синус t врз 2 косинус на квадрат t минус една половинка, како константа може пред интегралот да дојде, минус една половинка по интегралот 1 врз косинус t dt. Да забележиме дека ова интеграл тука ни е и 2. Па за i1 имаме дека е еднакво на синус t врз 2 пати косинус на квадрат t минус една половинка по i2. За да комплетираме задачата, нареден чекор треба да ни биде решавањето на i2. Во PDF верзиите поставени на Moodle, и е решен со
Разбивanje на интеграл од користејќи дрвно-рационални функции, односно декомпозиција на дрвно-рационални функции. Сега во овој момент ќе го спомениме само вториот начин на решавање на овој интеграл, а кога ќе ја помините аудиториската вежба 5 и предавањето 5, ќе може да се навратите на вториот начин кој што го имате во PDF верзиите. Првиот начин е следен. Овај израз ќе го помножам и ќе го поделам со 1 врз косинус x плюс тангенс x. Да видиме што се добива. Интегралот е еднаков на интеграл од 1 врз косинус x. Тековме изразот ќе го помножиме со 1 врз косинус x плюс тангенс x и ќе го поделиме со 1 врз косинус x плюс тангенс x. Имаме и dx. Смената која што тука ќе ја воведам е следната. U е еднакво на 1 врз косинус x плюс тангенс x. Оттаму du е еднакво на минус 1 врз косинус на квадрат x по изводот косинус е минус синус x. Со тоа го имам изводот на ова плюс изводот тангенс е 1 врз косинус на квадрат x и на крајот имам dx. Овој минус со овој минус се поништуваат, па за du имам синус x врз косинус на квадрат x плюс 1 врз косинус на квадрат x dx. Да го разгледаме овај израз тука. Ова тука ќе го заменам со u, значи ова ние u. Да видиме сега што ако овај израз го поделам со косинус x. Да видиме каков израз се добива. Имаме интеграл од 1 врз косинус x врз косинус x ќе даде 1 врз косинус на квадрат x. Тангенсот може да се запише како синус x врз косинус x. Па, ако го поделам синус x врз косинус x со косинус x, ќе добијам синус x врз косинус x на квадрат. Имам синус x врз косинус на квадрат x. Го добив ова израз. Да повториме. Тангенсот го запишуваме како синус x врз косинус x. Сега, целиот овај израз го делам со косинус x. 1 врз косинус x врз косинус x е 1 врз косинус на квадрат x, додека синус x врз косинус x, тоа не е тангенс x, ако го поделам со косинус x, се добива синус x врз косинус на квадрат x, врз овај израз го препишувам. 1 врз косинус x плюс тангенс x и имам тука dx. Рековме, овај израз го заменуваме со u. Овај израз тука, 1 врз косинус на квадрат x плюс синус x врз косинус на квадрат x, dx ни е du. Еве го истиот израз тука. Да го очиме дека 1 врз косинус на квадрат x плюс синус x врз косинус на квадрат x dx дава du. Ја воведуваме смената u е еднакво 1 врз косинус x плюс тангенс x. Па ова интеграл се трансформира во интеграл од, рековме, ова тука ни го дава du, додека ова израз кој што е во именителот го заменуваме со u. Го добивме табличниот интеграл кој што е еднаквов на логаритам, природен логаритам од апсолутна вредност од u плюс c. Наредно треба само да ја заменам смената, односно почетниот интеграл бидејќи ни е по променлива x и решението треба да ни биде изразено преку променлива x. Наместо u го пишувам ова израз тука. Се добро.
ln od apsolutna vrednost od 1 vrs kosinus x plus tangens x, absolutната vredност ја затвораме, плюс c. Со тоа го решивме и 2. Почитувани колеги, во претходниот чекор и 2 го решавав по променлива x наместо по променлива t. Оваа пракса може да ја користите кај задачи во кои што вклучуваат повеќе подинтеграли кои што треба да ги решите. Но кога ќе се вратиме на главниот интеграл, мора да го изразиме добиеното решение преку променливата која се користи во тој интеграл. Во случајов, наместо преку x треба и 2 да го изразам преку t. Па наместо x пишувам t. За и 2 се добива логаритам од апсолутна вредност од 1 врз косинус t плюс тангенс t плюс c. Сега, најпрво го заменувам изразот за и1 во овој израз тука. Имаме 25 по синус t врз 2 косинус на квадрат t минус 1 половинка и 2. Со ова сум го заменал и1 плюс и 2. Се добива 25 по првиот член останува синус t врз 2 косинус на квадрат t минус 1 половина и 2 плюс и 2 дава 1 половина и 2 плюс 1 половина и 2. Во наредниот чекор го заменувам изразот за и 2 и ќе помножам по оваа константа. Имаме 25 синус t врз 2 косинус на квадрат t плюс 1 половинка од, наместо и 2 пишувам. Имаме една 25. Да не ја заборавиме, ln од 1 врз косинус t плюс тангенс t плюс c. Последниот чекор кој што треба да го направиме за да ја решиме оваа задача е да се вратиме на почетната смена и овој израз тука кој што вклучува t да го изразиме преку променливата x, бидејќи интеграл на почетокот ни е изразен преку променлива x, односно ни се бара интеграл на интеграндот по променлива x. Синус t морам да го заменам со некој израз кој што ќе биде по променлива x. Исто така косинус на квадрат. Исто треба да го изразам 1 врз косинус t преку x. И тангенсот t треба да го изразам преку. Од x е еднакво на 5 врз косинус t имаме косинус t е еднакво на 5 врз x. Потребно ни е 1 врз косинус t. Од ова тука, значи тука имаме t, да се гледа подобро, од ова тука 1 врз косинус t ни е еднакво на x врз 5. Што преостанува? Да ги изразиме синус t и тангенс t, па да ги замениме во овој израз тука. Наредно, да го разгледаме правоаголниот триаголник. Значи, тука имаме правоаголен триаголник, тука имаме прав аголник. Тргнувајќи од ова тука, косинус t е 5 врз x, ако со t го означам аголот, што ќе ми биде 5, а што ќе ми биде x? По дефиниција, косинус t е налегнатата катета на аголот врз хипотенузата. Што имаме? 5 врз x. Пат од таму, x ќе ми биде хипотенузата, а 5 ќе ми биде налегнатата катета. Сега, оваа катета тука, користејќи Питагоровата теорема, е еднаква на квадратен корен од хипотенузата на квадрат минус втората катета, односно останатата катета на квадрат. 5 на квадрат е 25. Што направи во овој чекор? Користејќи го ова тука, го конструирав овај правоаголен триаголник. Ја искористив Питагоровата теорема и дефиницијата за косинус. Од овој правоаголен
триаголник. Како може да се изразат синус Т и тангенс Т? Синус Т е еднакво на спротивната катета врз хипотенузата. Или квадратен корен од х на квадрат минус 25 врз х. Додека тангенс од Т е спротивната катета врз налегнатата катета. Или квадратен корен од х на квадрат минус 25 врз 5. Сега, наместо синус Т во овој израз ќе запишам. Ќе го запишам овој израз, наместо тангенсот Т ќе го запишам овој израз, наместо косинусот Т ќе го запишам 5 врз х и наместо 1 врз косинус Т ќе го запишам х врз 5. Па така, се што е изразено преку Т во овој израз ќе биде изразено преку х и со тоа сум ја решил задачата. За таа цел, овој израз ќе го трансформирам до поповален израз со цел полесна примена на смените кои што ги објаснавме тука. Имаме 25 врз 2 синус Т врз косинус Т, тоа не е тангенсот Т, тоа ми е целта тука да добијам тангенсот Т, по што останува од овој израз? Останува уште еден косинус во именител, по 1 врз косинус Т, плюс 25 врз 2, овој израз го препишувам. 1 врз косинус Т плюс тангенс Т плюс С. Тоа е еднакво на 25 врз 2 тангенс Т 1 врз косинус Т плюс 25 врз 2 ln 1 врз косинус Т плюс тангенс Т плюс С. Сега, тангенс Т го заменувам со овој израз, 1 врз косинус Т го заменувам со овој израз, па се добива 25 врз 2 по квадратен корен од х на квадрат минус 25 врз 5 по 1 врз косинус Т го заменувам со х врз 5 врз 5 плюс 25 врз 2 ln 1 врз косинус Т го заменувам пак со х врз 5 плюс тангенсот Т го заменувам со овој израз тука. Квадратен корен од х на квадрат минус 25 врз 5 плюс С. Со тоа го изразив овој израз преку променлива х. И тоа е последниот чекор во решавањето на овој интеграл. За дома, применете тука некои операции за делење, скратете нешто, исто така изразот во логаритмот може малце да го подсредите, но тоа ви го оставам за дома. Овој израз тука може да се дореши и без користење на овој метод што ви го објаснав претходно. Просто може да се вратите во оваа смена, х е еднакво на 5 врз косинус Т, оттаму да го изразите косинус Т, или косинус Т е еднакво на 5 врз х. И што треба во наредниот чекор? Да го изразиме Т. Колку е Т? Т е еднакво на аркус косинус од 5 врз х. Сега може директно Т да го замените со аркус косинус од 5 врз х во овој израз и така да добиете израз по променлива х. Со тоа, овој интеграл е решен, имате траен израз кој што е преку променлива х, но одберете го начинот вас кој што ви е полесен. Дали ќе решавате по овој метод или директно ќе одите по методот користејќи инверзната тригонометриска функција на косинус, тоа е ваш избор. Различните методи на решавање на оваа задача може да доведат до различни, навидум различни тригонометриски изрази. Но тие изрази се еквивалентни, односно се тригонометриски идентитети. Тоа се покажува со неколку трансформации кои што треба да ги направите на едниот израз па да го добиете другиот израз. Но не само во оваа задача. Во текот на
rešavanje na zadači može da se sretnete s ovakov problemivo drugih zadači koji što ги rešavate. No тоа да не ви представува проблем. Целта на овој курс не е покажувањето на дали еден тригонометриски израз е еквивалентен со друг тригонометриски израз, туку да научиме да ги интегрираме тие изрази.